Беше тоа на 12 јули 1992 година, кога во Скопје и во сите места каде што живеат македонци се одржа светски македонски протестен митинг под мотото «Да, Република Македонија, да», а против декларацијата на Европската заедница од 27 јуни 1992 со која се бараше Република Македонија да го промени името, односно да не го содржи зборот Македонија. Беше тоа на 12 јули 1993 година, кога Република Македонија е примена за полноправна членка на Универзалната поштенска унија, специјализирана агенција на Организацијата на Обединетите нации со седиште во Берн, Швајцарија. Беше тоа на 12 јули 1996 кога Република Македонија воспостави дипломатски односи на амбасадорско ниво со Авганистан и Малта. На 12 јули 1872 година е роден Борис Сарафов, македонски револуционер, раководител и војвода. Тој бил водач на Врховниот македонски комитет, а потоа го напушта и станува еден од водачите на внатрешната македонско-одринска револуционерна организација. Во текот на Илинденското востание тој е член на главниот штаб на Битолскиот револуционерен округ, заедно со Даме Груев и Атанас Лозанчев. На 12 јули 1904 година е роден Пабло Неруда, познат чилеански поет, комунист, добитник на Нобеловата награда и венценосец на Струшките вечери на поезијата. На 12 јули 2007 година почина Блага Алексова, македонски археолог и академик родена во Тетово. Работела како кустос во Градскиот музеј на Скопје од 1948 до 1950 и во Археолошкиот музеј на Македонија до 1975 каде што го раководела одделението за средновековна археологија. Ја открила најстарата христијанска црква во Македонија, старата епископска базилика во Стоби, вршела ископување на наоѓалишта во Демиркапија, Баргала, Крупиште, Струмица, Полог, Охрид, Преспа, Дојран, Оризари, Радолишта и Стоби. Раководела со меѓународните истражувачки проекти југословенско-американски кои се извршувале во Баргала и во Стоби. Учествувала на голем број научни собери во Македонија, Соединетите американски држави, Австрија, Англија, Русија, Романија, Турција, Бугарија, Италија, Хрватска, Србија, Грција и Албанија. Блага Алексова од 1997 била член на МАНУ. На 12 јули 1939 во Софија почина Георги Богданов, македонски револуционер, член на солунските атентатори гемиџиите. Основното образование го завршил во родниот град, а школувањето го продолжил во Солун во тамошната машка гимназија Свети Кирил и Методи. Во оваа гимназија се запознава со анархистичките идеи на гемиџиите и станува дел од нив. Како деец на гемиџиите учествува во солунските атентати и фрла бомба пред кафеаната Ноја. Уапсен следниот ден. На судењето кажал информации со кои ги довел во неповолна ситуација останатите дејци. Од специјален воен суд Богданов заедно со Павел Шатев, Марко Бошнаков, Милан Арсов е осуден на смрт. Казната ја чекал во Солунскиот затвор заедно со останатите атентатори, но таа им била преиначена во доживотен затвор и заедно со другите преживеани гемиџии во 1905 тој бил испратен на Фејзан во Африка.
По младотурската револуција бил помилуван и заедно со Павел Шатев се вратил во Македонија. Во 1914-та Богданов влегол во комитетот на дезертерите кој се спротиставил на обидот на српските власти да мобилизираат македонци во Првата светска војна. На 12. јули 2001 година почина Јован Котески, македонски поет кој припаѓа на третата генерација македонски автори. Во периодот на 50-тите, 60-тите и 70-тите години од 20-тиот век, Котески објавил голем број збирки песни, а во периодот 1981-82 бил председател на Меѓународниот фестивал на поезија Струшките вечери на поезијата.